Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, добар ден или добро утро од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадрици. Ја започнуваме нашата денешна емисија, која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот под наслов Извор на надеж. Ова емисија би сакал да ја започнам со еден библиски текст кој го наоѓаме во првото послание до апостол Петар, 5 глава, 7 стих. Петар еве што запишал: "Фрлете ја грижата ваша врз него, зашто тој се грижи за вас." Многумина денеска, драги гледачи, носат тешки товари во својата длабока тишина на своето срце. Тоа се може би стравови, некој срам, некои тајни болки што само јас или ти ги знаете во својата душа. Но Бог не повикува да не ги носиме самите тие болки и проблеми. Тој не бара само молитва, туку целосно предавање на товарите. Ние се молиме и кажуваме своите проблеми на Бога. Господ вели, дај ги твоите товари. Тоа е покана да му дозволиме да не подигне, да не утеши, да не насочи во нашиот христијански живот. Божјата грижа не е теорија, тоа е реалност. Значи, таа Божја грижа е реалност што го менува животот. На друго место во Евангелието според Матија во 11 глава Исус вели: "Дојдете такви какви што сте со вашите товари, со вашите проблеми, јас ќе ги земам." Знаете, ние понекогаш доаѓаме кај Христа, но си ги задржуваме тие врејки полни со товари. Исус вели: "Дај ги на мене. Јас тоа бреме ќе го земам, а ќе ви дадам друго бреме, многу полесно, што ќе го носите." И затоа Петар вели: "Фрлете ги, дајте ги грижите ваши врз него." Кој е тој него? Тој Бог, тој Исус Христос, зашто тој ќе се грижи за нас. Исус вели: "Јас сум со вас до свршетокот на светот", Матеј 28 глава, последниот стих. Јас сум со вас или до крајот на вашиот живот, односно до свршетокот на векот. Нека и денеска ние, драги гледачи, да ги фрлиме, да ги донесеме нашите товари пред Христа, а тој ќе ги носи наместо нас. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Прекрасен милостив Спасител, најдобар пријател си. Ти сияњето Божјо, живот ни подари. О, ти живот ни подари. Утешител советник ти си, по Твојот дух обнеам јас. Срце ти надеж ми даваш,
ти нас. Во слабост ни даваш ти сила, кон вечност не подигаш. О, кон вечност не подигаш. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, и храниш ти срцата кон. За тебе младенце, о, млади сме за тебе. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, храниш ти срцата кон. За тебе млади се, о, млади сме за тебе. Христос ги брани оние што кинат класие и лекувањето во сабота, исцелува еден бесен, го казнува фарисејското кулење на Бога и не сака да даде знак. Покажува кои се неговите вистински роднини. Глава 12. Во тоа време една сабота Исус минуваше преку нивјето, а учениците негови огладнеа па почнаа да кинат класи и да јадат. Фарисеите, штом го видоа тоа, му рекоа: Ете, учениците твои прават што не треба да се прави во сабота. А он им рече: Не сте ли читале што направи Давид кога сам тој огладне и оние што беа со него? Како влезе во домот Божји, ги изеде лебовите од жртвеникот, што не требаше да ги јаде ни тој, ниту оние што беа со него, а само свештениците. Или не сте ли читале во законот дека во саботен ден свештениците ја нарушуваат саботата и пак не се виновни? Но јас ви велам дека е тука оној кој е поголем од храмот. Иако знаевте што значи милост сакам, а не жртва, немаше да ги осудите невините. Зашто Синот човечки е господар и на саботата. И како отиде оттаму, дојде во синагогата нивна. И ете, таму беше еден човек кој имаше исушена рака. И за да го обвинат, го праша Исуса: Бива ли во сабота да се лекува? А он им рече: Кој е тој од вас, ако има една овца и таа падне во саботен ден во јама, што не ќе ја прифати и извади? А колку пак човекот е поскап од една овца? И така во сабота е позволено да се прави добро. Тогаш му рече на човекот: Протегни ја раката. И тој ја протегна, и таа стана здрава како и другата. А фарисеите што ми излегоа се договорија како да го погубат. Но Исус, кога разбра, се оддалечи од таму. И тргна по него многу народ, и он ги исцели сите. И им забрани да разгласуваат за него, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели: Ете го слугата мој, кого го избрав, мојот возлюбен, што е по волјата на мојата душа. Ја го положам духот свој над него и на народите ќе им објави суд. Нема да се кара, ниту ќе вика и никој нема да го чуе гласот негов по раскрсниците. Трските прекршени нема да ги докрши, ниту запалените светила ќе ги угасне, дури не го изведе судот кон победа. И во неговото име народите ќе се надеваат. Тогаш доведоа при него еден бесен кој беше слеп и нем, и го излекува така што слепонемиот прогледа и проговори. И сиот народ се чудеше и велеше: Не е ли овој Христос, синот Давидов? А фарисеите, штом го чуја тоа, рекоа:
Он не ги истерува бесовите по друг начин, освен преко Велзевула, началникот на ѓаволите. Но Исус, знаејќи ги нивните помисли, им рече: Секое царство, ако се раздели, запустува, и секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И ако сатаната изгонува сатана, тој се разделил сам против себе. Тогаш, како може да се запази царството негово? И ако јас истерувам бесови преку Велзевула, а синовите ваши преку кого ги изгонуваат? Затоа тие ќе ви бидат судии. Ако пак јас истерувам бесови со Духот Божи, тоа значи дека дошло Царството Божјо до вас. Или, како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени покуќнината, ако најнапред не го врзе силниот и тогаш да му ја ограби куќата? Кој не е со мене, против мене е, и кој не собира со мене, тој растура. Затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против Светиот Дух нема да им се прости на луѓето. И ако некој каже збор против Синот човечки, ќе му се прости, но ако каже нешто против Светиот Дух, нема да му се прости ни на овој, ни на оној свет. Или, ако насадите добро дрво, и плодот ќе му биде добар, а ако насадите лошо дрво, и плодот ќе му биде лош, зашто по плодот се познава дрвото. Породи змиини, како можете да говорите добро кога сте лоши? Зашто од преполнето срце прикажува устата. Добриот човек од доброто сокровиште изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште лошо. И ви велам дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Оти по зборовите своји ќе бидеш оправдан и по зборовите своји ќе бидеш суден. Тогаш некои од книжниците и фарисеите одговорија и рекоа: Учителе, сакаме да видиме знак од тебе. А он им одговори и рече: Лукав и прелюботворен род бара знак, но нема да му се даде знак освен знакот на пророкот Јона. Оти како што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноќи, така и Синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. Ниневијците ќе излезат на суд со овој род и ќе го осудат, зашто тие се покаеа од проповедта на Јона, а ете тука има повеќе од Јона. И царицата Јужна ќе излезе на суд со овој род и ќе го осуди, зашто таа дојде од крај земја, за да ја чуе мудроста на Соломона, но ете, тука е многу поголем од Соломона. Кога нечистиот дух ќе излезе од човека, минува преку безводни места, барајки спокој и не го наоѓа. Па ќе рече тогаш: да се вратам во мојот дом, откаде што излегов. И штом дојде, го наоѓа празен, изметен и уреден. Тогаш оди и доведува други 7 духови, полоши од себе, и штом ќе влезат таму и ќе живеат, и последната состојба на тој човек станува полоша од првата. Така ќе биде и со овој пакосен род. Додека му зборуваше на народот, мајка му и браќата негови стоеја надвор и сакаа да зборуваат со него. Некој му кажа: Ете, мајка ти и браќата твои стојат надвор и сакаат да зборуваат со тебе. Он му одговори на оној што му зборуваше и рече: Која е мојата мајка и кои се моите браќа? И како покажа со раката на учениците свој, рече: Еве ја мојата мајка и еве ги моите браќа. Зашто кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, тој ми е брат и сестра и мајка.
svakog dana. Bliže večni je samo malo još, izdrži brate moj, te rado čeka nas gore svakog dana. Bliže večni je pogledaš danas oko sebe, vidjet ćeš samo tugu i bol. Ali Bog kaže, pozvao sam te po imenu, moj sin. Kada plamen svom svojom žestinom preti da uništi tvoju dušu i kada ti se čini da će valovi razbesnelog okeana potopiti tvoj mali brod, seti se, blizu je dan. Isus je rekao, prijatelji, ja vas ostavljam, ali ne zauvek, doći ću ponovo po vas. I kada on ponovo dođe, sve ovo raspadljivo pretvorit će se u neraspadljivo. I još malo, još samo malo, i svim patnjama doći će kraj. Промашувањето на првиот човек. Грчкиот оригинал на Новиот Завет за поимот грев најчесто го потребува зборот хамартија. Овој збор потекнува од подрачето на стрелачката вештина и значи ја промашува целта. Без сомнение, гревот е најголемото промашување, но тоа е нешто уште потрагично. Гревот е прекин на заедницата со Бога. Основен Адамов грев бил обидот да живее одвоен од Бога. Тој заклучил дека ќе може да живее и без заедница со Бога. Неговото одвојување не било дело на еден миг, туку израз на промислена одлука. Иако жената по редослед била прв грешник, мажот сепак бил поголем грешник според степенот на свесноста на својата постапка. Во таа смисла Библијата кажува дека и Адам не беше измамен. 1 Тимотева 2.14. Во основата на неговиот престап се наоѓал мотивот на одвојување и независност од Бога. Тој свесно се одвоил од Бога и станал отцепена гранка од Божето стебло. Гревот може да се јави во најразлични облици, но тој секогаш е знак дека е прекината врската со Бога. Човекот со својата непослушност грешил против Божиот закон, но неговиот грев всушност бил насочен против Божјата љубов, зашто, како што вели Библијата, љубовта е исполнување на законот. Прва последица на одвојувањето од Бога била исчезнувањето на мирот од земјата. Единствена можност човекот да го поврати мирот е својата волја да ја почини на Божјата волја. Бог му зборува на секој човек. О, да беше ги слушал моите заповеди, тогаш твојот мир ќе беше како река и твојата правда како морски бранови. Исаја 48:18. Кога нашата прамајка Ева покажала непослушност и дошла кај Адама, тој уште повеќе влошил ситуацијата со тоа што и самиот сгрешил. Наместо да ја одоброволи, да се покае и со тоа да биде нејзин вистински заштитник, Адам станал нејзин соучесник. Кога постојано би биле заедно,
Тие со здружени сили би му се спротиставиле на искушението, но Адам и Ева се одвоиле од Бога и пошле по својот пат. За жал, првите грешници набрзо морале да сватат дека раскинувањето на заедницата со Бога им донело понижување, грижа на совест, а секако и смрт. Премногу често денеска гревот се смета за смелост и за шега. Меѓутоа, почитувани, гревот истиот миг нашите прародители ги направил вистински кукавици. Во нив се случила чудна промена. Почувствувале страв под ударите на разбудената совест. Си помислиле дека може да се сокријат од Бога. И Библијата кажува, тогаш го чуја гласот на Господа Бог, кога одеше тој низ рајот во времето на дневниот ветрец и се сокрија Адам и неговата жена меѓу рајските дрвја. 1 Мојсеева 3:8. Тогаш Бог се нашол во улога на грижлив татко кој пошол по своите заскитени деца да ги увери дека се уште ги љуби и дека им проштава. Но Господ Бог го повика Адам и му рече: "Каде си?" 1 Мојсеева 3:9. На Бога не му бил непознат Адамовиот престап. Но со ова прашање сакал Адама да стане свесен за тежината на гревот. Дори тогаш Адам би можел да бара проштевање и помирување. Адам ја фрил вината врз жената, обвинувајќи го всушност самиот Бог. Жената која ми ја даде ти, таа ми даде од дрвото и јас јадев. 1 Мојсеева 3:12. Било се што рекол во своја одбрана. Најтешките последици на гревот се чувствуваат во човечката душа. Гревот е престап против сопственото суштество. Поради својот грев Ева го загубила своето морално и духовно достоинство. Тајната на низината среќа лежала во низината здружено со Адама. Најнаш гревот ја променил не само низината природа, туку и низината улога како Адамова помошничка и сопруга. Не само што себе си нанела штета, туку и Адама го сторила соучесник. Наместо да му биде помошник, станала негов искушувач. Нему му станала она што змијата и била нејзе. Каков пресврт во однесувањето. Се измамила и веднаш пошла да мами. Со својата промислена и свесна согласност со понудата на Ева, Адам не ја намамил низината вина. Напротив, нагло ја влошил заедничката положба. Таа скината гранка ја истргнал од стеблото и ја фрил на земјата. Откинатата гранка е осудена на смрт. Со Адамовата постапка целото човештво станало оттргната гранка од Божјето стебло. Ева, најмилото создание во целиот Едем, го поставила прашањето на довербата во Бога. Ласкањето на змијата насочено кон Ева, проникнато со сомневање во Божјата доброта, нашло одзив во низиното срце. Искушувачот и ветил дека ќе стане сличен на Бога и со тоа не ќе мора повеќе да зависи од него. Неразумно изразила сомневање во својот Творец. Во мигот на недостаток на вера се поврзала со кнезот на злото, кога што Исус го нарекол со вистинско име, зашто е лажец и татко на лагата. Адам за гревот ја обвинил Ева, а Ева змијата. Човечкото дошло до полн израз. На грешникот полесно му е да ги обвини сите и секого освен себе. Сепак, иако го осудил гревот, Бог го спасил грешникот, почитувани. Осудувајќи го гревот, тој предвидел дека на крај искушувачот и сите сили на злото ќе бидат збришени од лицето на земјата. Гревот ќе биде наполно искоренет од Вселената. Тоа била Божја прогноза за исходот на битката против злото. Во првата книга Мојсеева 3:15 е прогласен првиот указ за Евангелието на милоста. И става непријателство меѓу тебе, жената, меѓу родот твој и породот нејзин. Тоа била прва објава на војна против сатаната. Одвојувањето од Бога ги затемнело прозорците на човечкиот живот и кон небото и кон земјата. Гревот не само што на човештвото му донело проклетство, туку се на земјата паднало под удар на грешноста. Ки ти раѓа трње и плевел, рекол Господ. Човекот ќе мора да го храни семејството со мака и со пот на лицето. Земјата нерадо ќе му ги дава своите плодови. Нашиот живот би бил тажна историја на гревот како
кобно промашување кога смртта би била навистина конечен крај на животот. Но последен збор на животот не е смртта, почитувани, туку воскресението. И како што по Адама сите умираат, така во Христа сите ќе оживеат. 1 Коринќаните 15:12. Сликата на гревот како промашување Исус ја дал во расказот за изгубениот син. Синот од овој расказ мислил дека знае многу повеќе од таткото. Ја раскенал заедницата со таткото за да живее сам, но барајки слобода, нашол робство. Жеднувајќи за самостојност, станал роб. Презирајќи го таткото кој го чувал, се спуштил толку ниско што почнал да чува свињи, што ги презирал. На крај сватил дека е погрешно мислењето и може да живее одвоено од својот татко, па затоа рекол: ќе станам и ќе се вратам кај татко ми. Лука 15:18. Враќањето кај таткото значело враќање во животот. Драги пријатели, животот и бесмртноста се наоѓаат во повторното соединување со Бога по пат на вера, бидејќи Бог толку го милее светот што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Бог е највисоката мета на животот. Зар да ја промашиме? Вечноста, Господи мој Исусе, Ти владееш секогаш во величество, во сила облечен, Ти си Боже во висините, Твоите дела се предостојни, о Боже мој, а светоста е украсна, Твојот дом за секогаш и пеам слава на Исус, слава на Исус, слава на Исус, слава на Исус. Твојата љубов мене ме облева, ја знам, затоа Ти пеам јас, за да Те прославам. Го плати гревот мој, за да бидам јас од Тебе, ме ослободи од робство, Ти благодарам. А сега знам дека си Ти со мене за секогаш. И пеам слава на Исус, слава на Исус, слава на Исус, слава на Исус. О Боже мој, јас Те љубам. О Боже мој, јас ке бидам со Тебе за секогаш. За секогаш. За секогаш. За секогаш. Исус, слава на Исус, слава на Исус, слава на Исус, Еве не при крајот на ова наша денешна емисија Извор на надеж, почитувани гледачи, денеска би сакал да ви понудам бесплатна книга, тоа е Библијата, односно илустрирана Библија за млади со слики во боја,
Пишете ни слободно на нашиот телефон 077 819 828. Напишете ни порака, место на живење, од каде сте, улица и број или село, а ние ќе ви испратиме по пошта и брзо за ден-два ќе ја добиете и ќе биде во ваша собственост. А вие останатите, доколку сакате да изучувате Библијата, ви нудиме бесплатна дописна школа, bibliјатазборува.mk, тоа е значи насловот на таа дописна школа. Ќе видиме сега рекламата и слободно напишете, јавете се и ќе може да изучувате Библијата на еден интересен начин. Да ја видиме сега самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги гледачи, дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Ги исцрпивме нашите, како да кажам, теми кои ги имавме за денеска и верувам ви се допадна. Ви закажувам нова средба во наредната емисија, а до тогаш останете со здравје и Господ нека биде извор на нашата надеж. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.